Добро вечер, во вестите во 18 часот. На почеток, денот сумиран во најбитните наслови. Побарал 100, примил 50.000 евра подкуп за да дозволи увоз на забранети производи. 30 дена притвор за директорот на Државниот инспекторат за земјоделство. Обвинение за адвокатот Фахми Стафа, кој со мито се обидел да издействува домашен притвор за клиент кај апелациски судија. Сериозно се доведени во прашање репутацијата и легитимитетот на Советот на НБРМ. Дел од правната фела за случајот со вице-гувернерките, што носеле одлуки со истечен мандат. Може и дури да се разгледува можноста за евентуално некакви кривични дела поврзани со носење на такви одлуки. Нетањаху ги отврла тврдењата дека ги вовлекле САД во блискоисточниот конфликт. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Ке се рефлектираат ли цените на горивата на оние на рафтовите? Поевтинување не сум видел, а на поскапување е све. 100 денари зејтин. Верниците од исламска вероисповед го слават Рамазан Бајрам, празникот на духовно и телесно прочистување. Канал 5 во домот на оџа Муарем Исмаили. Бајрам нема поента ако ние сме љути меѓу себе. Триесетдневен притвор на директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Васе Анакиев, осомничен за примање подкуп, му одреди попладне во судот по барање на обвинителството. Анакиев се сомничи за примање мито од 50.000 евра, за да и дозволи на фирма да увезе наводно забранета стока во земјава. Тој побарал 100.000 евра за услугата. Ивана Стојановска со детали. По барање на обвинителството, судот изрече 30-дневен притвор за осомничениот директор на Државниот инспекторат за земјоделство Васе Анакиев поради примање подкуп, откако кај него биле пронајдени 50.000 евра под совозачко седиште, информираат од МВР. Но сумата која што ја барал како подкуп од сопственик на фирма која се занимава со увоз била 100.000 евра и требала да му биде предадена во 3 наврати од страна на шпедитор кој требало да биде посредник. Од обвинителството за организиран криминал појаснуваат дека осомничениот директно побарал значителна имотна корист за себе за да изврши службено дејствие што би морало да го изврши, вршејќи притисок врз службени лица да не се одобри увозот на стока, иако истата многу пати претходно била увезувана без проблем. Бил фатен по примопредавањето на првата рата од 50.000 евра. На оштетеното лице му било образложено дека за стоката која што ја увезува има забрана за влез и дека истата треба да се врати, бидејќи не е во согласност со важечките законски прописи и дека претходно од страна на Државниот инспекторат за земјоделство бил изготвен записник. Со цел увозот да се изврши непречено, на оштетеното лице му биле побарани 100.000 евра, кои требало да ги предаде во 3 наврати, и тоа во еден наврат износот 50.000 евра и 2 пати по 25.000 евра. Директорот на инспекторатот за земјоделство и подпредседател на Социјалистичката партија Васе Анакиев се сомничи за кривичното дело примање подкуп од кривичниот законник, а по неговото лишување од слобода се огласија од Министерството за земјоделство и од Социјалистичката партија, од каде побараат целосно расчистување на случајот и секој кој ги прекрашил законите да одговара за стореното. Ги повикуваме надлежните институции да постапуваат според закон, одговорно и без селективност да ги превземаат сите активности во разоткривањето на било кој случај за кој постојат основани сомненија за сторен криминал или злоупотреба на службената должност, наведуваат од партијата. За случајот се огласија и од владеачката ВМРО ДПМНЕ и од опозицијската СДСМ. Ова е доказ зашто за земјоделците нема пари, зашто нема субвенции, зашто нема исплата и зашто не може ни да очекуваат ништо од вака конципирани институции во земјоделието. И трето, коментар околу помпата дека ова е организирана акција за сузбивање на криминал. Мислам дека воопшто не се работи за тоа и не може власта да се пофали со тоа. Повеќе наликува дека на некому му дошло преку глава, пријавил, па морале да постапат. Секој кој се ограшил пред законот, без разлика дали од СДС, од ВМРО ДПМН или било која друга политичка партија,
треба да одговара. Сите мора да бидат еднакви спрема законот. Воедно ја поздравувам и акцијата на МВР и ова е порака до сите дека со законот нема играње. За барање и примање подкуп според измените во кривичниот законник е предвидена затворска казна од 4 до 10 години. А основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе обвинение против адвокатот Фехми Стафа, осомничен за примање подкуп од 50.000 евра, со цел да издействува куќен наместо ефективен притвор за свој клиент кај апелацијски судија. Стафа, инаку поранешен државен правобранител, таквата мерка сакал да ја издействува за Љупчо Пецов ѓаволот, кој во тој период беше во бегство. Игор Манасиевски. Адвокатот и поранешен државен правобранител Фехми Стафа, кој беше уапсен во декември, под сомнеж дека примил 50.000 евра, кој требало да му ги даде на судија од Скопска апелација за да издействува поблага мерка на обезбедување на свој клиент, ќе одговара за кривичното дело, примање награда за противзаконито влијание, информира од обвинителство, кое соопшти дека е поднесен обвинителен акт. Според обвинителниот акт, обвинетиот во период од октомври до 13 декември 2025 година, со намера да прибави противправна имотна корист, примил вкупен износ од 50.000 евра, за да посредува и да го искористи своето реално влијание, со цел да интервенира кај судија во апелациониот суд Скопје и преку давање подкуп да влијае за да се изврши службено дејствие што не би смеело да се изврши. Стафа му беше адвокат на Љупчо Пецов ѓаволот, кој беше во бегство. Сомнежите се дека парите биле побарани за да се среди замена на мерката притвор со домашен притвор. Од обвинителство информираат дека обвинетиот побарал поголема сума, а дел од парите биле исплатени во два наврати. Прво 30.000 евра во октомври, а потоа уште 20.000 евра во декември 2025. Во моментот на приведување кај Стафа биле пронајдени 20.000 евра, дел од договорениот износ. Овие пари наводно требало да му ги исплати на судијата од Скопска апелација Ѓоко Ристов, кој во јануари беше уапсен, кога истражителите открија 350.000 евра скриени во ѕид од кујната во куќата на неговите родители. Тој беше испратен во куќен притвор, додека Стафа, како што соопшти денеска Ојо Гок, обвинителите предложиле да му се продолжи ефективниот притвор. И дел од правната фела смета дека е недозволиво Советот на Народната банка да носи одлуки со членови на кои им бил истечен мандатот. Адвокатот Петре Шилегов вели дека се работи за сериозна ситуација која отвора можности за постоење евентуално кривично дело. Тој потенцира дека ако се утврди дека одлуките на Советот се нелегитимни, тие лесно може да бидат оспорени и да паднат на суд. Михајло Видимлиски. Сериозно се доведени во прашање репутацијата и легитимитетот на Советот на Народна банка доколку не навремено се избрани или реизбрани вице-гувернерите, сметаат дел од правниците. Канал 5 веќе објави дека на две вице-гувернерки им истекол мандатот уште во октомври, иако до декември законот за НБРМ остава простор да се пополнат местата. Поминале речиси уште 3 месеци пред гувернерот Трајко Славески да достави предлози до собрание, и тоа веднаш после нашиот допис до него. Адвокатот Петре Шилегов смета дека законот за Народна банка е јасен и пробивањето на роковите носи опасност од носење нелегитимни одлуки и потенцијални кривични дела поврзани со тие одлуки. Па имајќи ги предвид одредбите од законот за Народна банка, член 55, станува збор за тоа дека 2 месеци после мандатот треба да бидат реизбрани, да речеме, или избрани нови вице-гувернери, кои што се па членови на Советот на Народна банка. Ако се пробие тој рок, тоа значи дека Советот на Народна банка носи во моментов нелегитимни одлуки кои што може правно да бидат оспорени и де факто Народна банка е доведена во позиција да функционира без легален совет на банката, што мислам дека е сериозно лоша ситуација и голема опасност, и може и дури да се разгледува можноста за евентуално некакви кривични дела поврзани со носење на такви одлуки, зависи кој е диапазонот.
Од НБРМ досега единствено одговорија без да прецизираат точен датум дека предлогот бил доставен до собрание по завршување на, како што велат, јавниот повики во рамки на законски утврдените процедури, вклучително изборниот законник, со што и не негираат дека вице-гувернерките Емилија Нацевска и Јана Митреска останале на позициите со истечен мандат, но не открија кои се предлозите на гувернерот, дека предлогот е доставен истиот ден кога Канал 5 побара одговор од НБРМ, потврдија од собрание. Од НБРМ не одговорија на прашањата дали гувернерот Трајко Славески со непостапувањето го прекршил законот за Народна банка и дали ја загубил сопствената финансиска репутација, ниту пак согласно законот за слободен пристап до информациите. Ни ги доставија одлуките кои биле донесени од 22 декември па до денеска, што всушност е период во кој Советот носел одлуки со вице-гувернерки чиј мандат е завршен по сите законски основи. Адвокатот Шилегов вели дека големи се шансите одлуките донесени во вакви услови да паднат на суд доколку бидат оспорени. Не, јас знам содржината на одлуките кои што Советот во меѓувреме ги носел во периодот после 2 месеца, откако е завршен мандатот, може да се соочи со тоа дека одлуките на Советот некој може да ги спори и тие дефинитивно има сериозен основ да паднат на суд по основ на тоа што се донесени од страна на нелегитимен орган. Значи, не можете вие без мандат да носите одлука која што ви припаѓа согласно надлежностите во мандат. Иако јавниот оглас за избор на нови вице-гувернери беше навреме објавен на почетокот на месец јули 2025-та, веднаш по доаѓањето на функцијата на сегашниот гувернер Славески, и натаму останува непознато зошто Славески не направил избор во рокот предвиден во огласот од 45 дена, со што се поставува прашањето дали највисокото тело на Централната банка веќе 3 месеци носи нелегитимни и нелегални одлуки за монетарната политика. Директорот на Институтот за меѓународни и безбедносни студии Раби Седрак не очекува скорешен крај на војната, зашто, како што оцени, САД и Израел не ги исполниле своите цели, а Иран успешно ја одолговлекува војната. Со Седрак разговараше Ана Торевска-Мицевски. Иран ќе се труди максимално да ја повлече ова војна најмалку 6-7 месеци. Очекувано дека они ќе се војуваат до последниот иранец или до последниот војник, ќе биде полицајецот на овој регион Израел, бидејќи Израел е сојузникот на Америка. За да може ова да се направи, има неколку закани таму, треба да се елиминират. Едни од нив беше режимот во Иран. И затоа, ако прашуваме дали целите се исполни, ако го гледаме од политичкиот аспект, гледаме дека режимот не се смени, владата не се смени во Иран, така да не стигна до целата и контролата врз нафтата, што можеме да гледаме дека се уште не е направена, така да не можам да кажам дека ги исполнеа целите за да може да објават победа и да се повлечат од војната. Какви економски потреси мислите дека може да предизвика ако војнава трае подолго, е уште 2-3 месеци од прилика? Со растот на цените на горивата и нормално на струја на природниот газ се порасна исто цените на ѓубрива што се користат во земјоделие, се порастат нормално цените за производите. Ако порастат овие цени, тоа може да ризикуваме да кажеме во поголема инфлација. Во исчекување на евентуални мерки по поскапувањето на горивата, дел од експертите сметаат дека во моментов клучно е да се следи почитување на законот за фер трговски практики. Граѓаните велат дека секојдневно забележуваат поскапување на одредени производи. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Новите повисоки цени на горивата се одразуваат и на цените на рафтовите, од зејтин и јајца до овошје и зеленчук. Граѓаните велат дека секојдневно се соочуваат со повисоки цени во маркетите и на пазарите. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски вели дека во моментов се испитува дали има оправдување за поскапувањето на одредени производи, но евентуални злоупотреби би можеле да се констатираат дури по направените детални анализи, кои би можеле да потраат. Од друга страна, експертите предупредуваат дека состојбата на Блискиот Исток и зголемувањето на цената на нафтата и понатаму ќе врши притисок врз цените, и тоа не само на прехранбените производи.
Поранишниот министер за финансии Кирил Миноски предупредува дека доколку не се контролира спроведувањето на законот за фер трговски практики, дел од трговците би можеле да ја злоупотребат состојбата. Доколку тој тренд продолжи во континуитет, несомнено дека ќе влие на зголемувањето на цените на транспортот, транспортните услуги, меѓутоа исто така и на храната, а можеме да кажеме и на сите други производи, дури на електроника. Меѓутоа, она што е битно во овој временски период е да не се злоупотребуваат случувањето и доколку не постои оправдана причина за зголемувањето на цените и префрлање на товарот на крајните потрошувачи, неопходно е да се реагира врз основа на оние законски прописи и онаа регулатива која што ни стои на располагање, тоа е законот за фер трговски практики. Иако празнично и продавниците не работат, дел од граѓаните денеска ги затикнавме на зелените пазари. Велат веќе размислуваат од што да скратат, за да ги обезбедат основните намирници. Не забележав нешто на кафето, мислам на зејтин, така. И овде гледам малце зилката подкачена, така. Поевтинување не сум видел, а на поскапување е све. 100 денари зејтин, што ја знам таму, да не ги редам, мислим тие. Па секој ден забележувам. Зејтинот поскапе, сите видови на лебови се поскапени. Не се поскапени во пари, ама во грамажа. Компирите се поскапи. Во меѓувреме, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучовска во телевизиско гостување уверува дека состојбата се следи, а доколку ескалира кризата, како што рече, ќе се направат приоритети и реорганизација, а приоритет ќе биде навремено да се исплатат платите, пензиите и социјалната помош. Во понеделник се очекува регулаторната комисија за енергетика да ги соопшти новите цени на горивата, откако во 2 наврати бензинот поскапе вкупно 12, а дизелот за 21 динар. Ниската откупна цена на оризот ја прелеа чашата кај кочанските земјоделци. Утре ќе го блокираат патот од Кочани кон Штип кај Облешево, за да го изразат револтот поради, како што велат, цените со ниво од пред 5 години. Почнува нова производна реколта, а 70% од оризот им стои неоткупен во амбарите. Кочанските оризопроизводители утре излегуваат во 11 часот на протест, незадоволни од ниските откупни цени и неисплатените субвенции. Орањето на нивите во овој период започнува, а со новата производна година започнуваат и големите давачки, а тие пари немаат земено ниту за оризот, кој 70% стои по амбарите, ниту од субвенциите, кои вообичаено се исплаќаа веднаш по нова година. Откупните цени од 17 до 20 денари за оризовата арпал велат се на ниво како од пред 5 години, иако науката пресмета дека годинава производна цена е 25 денари, што заедно со додатокот од 25% за работка за земјоделците би требало да биде најмалку 30 денари откупна цена. Годинава немаме продавано ориз и претходната и предпретходната го чуваме. 3 години оризо стои? Да, стои. Пред камера изјавувам дека оваа година не сеам. Моментално оризо сега што иде кај нас е цена што беше пред 5 години. Јас имам документи, што сум ги носил кај министерот, на маса сам ги ставал да ги виде. Таа цена со 5 години уназад нас не враќа 10 години. Сега имаме проблем каде што оризовата арпа се зима исто по 18 до 20 денари. Меѓутоа, чудно е што редовно земат. А на пазарот веќе белиот достигнува од 100 до 150 денара и тука се оштетени оризопроизводителите и самите граѓани на Република Македонија. Од Министерството велат дека е започната засилена динамика на исплата на субвенциите, но не прецизира кога оризарите би ги добиле парите. Сакам да напоминам дека ваквиот тренд на исплаќање субвенциите ќе продолжи во наредниот период согласно динамиката која што ја правиме како министерство и нормално согласно планот на исплата по останатите категории. Не би можел да кажам кога точно ќе бидат, меѓутоа еве овие 30 милиони евра поделени се показател дека го следиме состојбата и нормално секоја култура како што доаѓа во делот на обработка, жетва и прибирање и дека ќе бидат исплатени субвенции. Кочанските земјоделци бараат за нив да не важи условот да имат 7 декари за да остварат право на субвенции, бидејќи тоа зависи од водостопанство и од хидролошката состојба, а не од нив. Укажуваат дека откупот за стоковите резерви бил задоцнет и со тоа се оставило простор за манипулации, односно во тој откуп влезе и ориз од новата реколта, наместо да се исчистат залихите од 2024 година.
Верниците од исламска вероисповед го слават Рамазан Бајрам, празникот кој го слави духовното и телесното прочистување, а доаѓа по едномесечниот строг пост во кој што верниците се воздржуваа од храна и пијалаци од зора до зајди сонце. Во сите џамии денеска се служеше утрински Бајрам намаз. Здравко Димитров. Со желби за здравје, љубов, сплотеност и мир во секоја муслиманска куќа низ насмевки се слушаше честит Бајрам. По утринската молитва точно во 6 часот и 19 минути, граѓаните од исламска вероисповед го прекинаа својот 30-дневен пост и започнаа со прославување на Рамазан Бајрам, еден од најважните празници за муслиманите. Џамијата Иса Бек во Скопски Чаир беше полна и напладне, а дел од верниците по предавањето на оџата ни кажаа како го поминале постот, но и како ќе го прослават празникот. Сме постеле, сме се чистеле душата, лошите намери сме оставиле. И сега кога ќе стигнете дома, како ќе го прославите? Да, со баклава, со тоа како сега. Како верата кажува, мир. Добро за сите. Многу добро. Празникот е празник, фала од Господ. Месец дена пројдовме супер, секој е здрав и жив. Нека биде на мир овој свет, посакуваме за секоја фамилија, за сите луѓе. Нека биде здрави и живи. Домовите се исполнети со радост и се отворени за сите роднини, соседи, пријатели. За екипата на Канал 5 вратите ги отвори оџата во Иса Бек џамијата Мухарем Исмаили. За него денешниот е ден на кој се бара прошка, се пречекуваат гости, а како што е редот, помладите одат кај постарите, децата одат кај родителите. Кај него вели секоја година доаѓаат повеќе од 50 на гости. Како што налага традицијата, бевме послужени со благо, кафе и баклава, символот на љубовта. Оџата објаснува дека во секоја куќа се служи по нешто благо, а доколку некој гостин не може да јаде во моментот, си го зема за подоцна. Баклавата е црешата на тортата и црешата на сите сладки. Значи, сега има чоколада, има ова, има она, но сепак баклавата треба да биде. И прво се нуди баклава, не ќе каже, не ќе баклава и ќе си земам едно чоколадце. Гостинот има ред, значи треба да се пречека со насмевка, па и да се испрати со насмевка за тоа гостинство да не биде да не остане сите сладко, нели? Бајрам нема поента ако ние сме љути меѓу себе. Ако ние, значи тоа и реков, тој што е љут со сите, он не сватил дека постел и не сватил зошто постел. Честитки за Рамазан Бајрам упати и државниот врв. Председателката Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски, собранискиот спикер Африм Гаши, лидерот на опозицијата Венко Филипче и останатите политички партии. Продолжуваме со теми од здравството. Жените помеѓу 27 и 37 години кои диагностицирале премалигни и малигни лезии на матката може да станат мајки со редовна терапија и прегледи и целосно состојбата да биде ставена под контрола, објаснува професорот Глигор Тофоски, кој беше меѓу 12 финалисти на меѓународните Медис награди во Љубљана. Постои надеж и кај жените кај кои се диагностицирани премалигни и малигни ендометриални лезии за да станат мајки, објаснува професорот Глигор Тофоски, кој е еден од финалистите на меѓународните Медис награди во Љубљана, а со тим на колеги го направиле истражувањето за малигни состојби и бременост. Професорот Тофоски објаснува дека негова пациентка во фаза на забременување добива резултат за малигна болест, но со редовна контрола на состојбата таа родила здраво дете, а друга пациентка засега има успешна бременост. Ние треба врз база на овие научни докази да ги убедиме дека таа состојба не е страшна, дека бременоста не го потенцира ракот, баш напротив, значи дека од кога ќе помине и бременоста и ќе родат дете си продолжуваат на редовни контроли и дека баш затоа што се они свесни за своето здравје, овие пациентки доаѓаат редовно на контроли. Професорот Тофоски објаснува дека ако во минатото кај овие пациентки веднаш ја отстранувале матката, денес со развој и следење на науката може да се направи голем успех.
Станува збор за пациентки помеѓу 27-та и 37-та година. Овие пациентки сами по себе се ретки. Значи аденокарциномот, карциномот на ендометриумот на матката е обично почест во подоцнежната возраст, во перименопауза, менопауза. Меѓутоа, за несреќа на овие пациентки се јавува и порано. Докажавме дека пациентките, независно од состојбата, доколку се редовно контролирани, не се изложени на поголем ризик да се појави и да имаат компликации од карциномот, а да родат деца. Во нашиот случај имаме пациентки кои што се останати трудни, негде 2 од групата од 9, апропо на големите студии кои што се работени, значи отприлика околу 20% од овие пациентки можат да остварат бременност и да родат здраво и право дете. Посебен успех е што ова истражување е објавено и во научното европско списание за хирушка онкологија и од 240 трудови е во првите 18. Но најважно е што на вакви настани науката е најсилна и може тимски да се направат меѓусебно огромни успеси во медицината, објасни професорот Тофоски. Во рамките на одбележувањето на јубилеот, 25 години од основањето на Сојузот на Здруженија на дијабетичари, денеска содржа конференција насловена Современиот човек и дијабетесот, на која што пациентите ги кажаа проблемите со кои се соочуваат. Дилеми кои што ги имаат во однос на тоа како да ја комбинираат храната, што е тоа здрава исхрана, оптеретени се со термини од типот храна за дијабетичари, дијабетична диета и така натаму. Ние и сега имаме тимови за едукација за исхрана во нашите центри за дијабетес. Овие 2 недели, последниве, нема ни ленти, нема ни глукомери. Значи, веќе месец и пол луѓето немаат со што да мерат шекер, затоа што Министерството се уште не организирало да се дистрибуираат. Сензори исто така почнува бројката да се намалува, затоа што новиот тендер не е операционализиран, не знаеме зошто, немаме информација. Очекуваме да се пуштат сензорите нови. Тоа беше се во ова издание. Гледајте ни во вечерното. Пријатно до тогаш.